Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Извршено порибување во река Пена и река Вардар од страна на концесионерот Риболовно здружение Риболовец Вардар. Пожарникарите повторно на протест. Велат сакаме мирно решение на проблемите. Зачестија случаите на семено насилство во Гостиварско, пандемијата донесе поголеми ризици, сметаат експертите. Во река Пена и река Вардар денес се изврши порибување. Концесионер е Здруженијето Риболовец Вардар од Брвеница, кој секоја година има обврска да пориби во просек до околу 100 килограми риба. Од таму велат дека во Пена обстојува само пастрмката. Порибување на река Пена и река Вардар како дел од годишниот план на Здруженијето Риболовец Вардар од Брвеница, кој секоја година како концесионер има обврска да пориби во просек до околу 100 килограми риба. Денес тоа го сторија под мостот кај Шарена џамија во Тетово. Во моментов на сила е забраната за ловење на риба до месец април, па од Здруженијето велат дека се надеваат оти рибата ќе опстане. Председателот на Здруженијето додава дека во Пена обстојува само пастрмката. Податоци имаме на Пена дека обстојува само пастрамка. И затоа тука одлучиме да порибиме, не можеме да порибиме на Бистрица, него Пена никогаш ја немам толку години се занимавам со рибарство, немам слушнато да е порибена Пена. И така одлучив ја како председател на Риболовно здружение и одлучивме да порибиме Пена и да порибиме Вардар, пошто и Вардар немам слушнато да е порибено скоро време. И мислам дека ќе обстане и у април месец као ја како председател ќе се залагам со донации да порибиме повторно Пена, да тука треба да ни помогнат инспекторите за животна средина и комуналното да малку ова што се гледа да се малку има ред. И овие ресторани што има по овде што ставаат клупи да донира, да кога ќе дојде да седне човек и пие кафе да гледа риби, да не гледа џубре, нели? Нормално. Од Здруженијето велат дека имаат служби кои се на терен и реагираат колку што можат во однос на депониите, кои се честа гледка на реките во регионот. Ние реагираме колку можеме. Значи имаме служби, имаме рибочувари кои се на терен 24/7, кои со дојава одиме сега, сум во план да набавам од Германија дронови, камери. Тука малку е проблем со инспекторите за животна средина, не ни излагат во сусрет, пошто звониме, дојдите, не доаѓа, не до нас, до инспектор за рибарство, кажува водостопанство не сме ние, а ние ко риболовно здружение не можеме да направиме записник без инспектор за животна средина. Така за џубрето малку тешко. Ние што правиме? Ние го фаќаме на дело, повикуваме полиција, полицијата повикува инспектори таму за џубре, слика таму и записникот. И тогаш ме ми е валидни. Здруженијето е концесионер од 2019 година, а ќе биде и во следните 6 години. А во концесијата спаѓаат сите реки и притоки од реката Темишница, Брвеница, па се до Дрвен мост Радуша. Одговорот на општина Тетово за минатиот протест на тетовските пожарникари бил дека нивните барања треба да ги исполни државата. Пожарникарите и денес на мирен протест во кругот на територијалната противпожарна единица во Тетово. Велат сакаат мирно решавање на проблемите. Од прошлиот протест на нашите барања, од нивна страна беше одговорено дека тоа е работа на државата. Тоа не е тачно. Овие наши проблеми се локални. Секоја општина се го решава само за себе. До сега сите противпожарни единици, нашите како што се нашите барања го имаат решено. Само град Тетово со нашите овие барања го нема решено. Нашиот став е дека сите наши овие законски барања имаа законски основ општината да ги реши. Меѓутоа, во овој случај имаме дојам и наш став е или не знаат општината, или пак не сакаат да го решат, а можат, и тоа за кратко време. Еве, и упатувам и апел до нив. А ако не знаат, тука сме за соработка, ќе понудиме решение. Изминатиот период низ повеќе работни групи
работевме на решавање на проблемите што се во надлежност на општина Тетово, а се однесува за пожарникарите како вработени во јавен сектор од област на безбедноста, имено непочитување на општиот колективен договор, каде што додатоците на плата во проценти не се реални, односно не се согласно општиот колективен договор за јавниот сектор во Република Македонија од 2008 година. Воедно, ние бараме во пресметка на плата да се внесе и додатокот за прековремена работа, што колегите пожарникари во ТПП Тетово го работат секој месец. Значи, да се евидентираат работните сати направени прековремена работа. Исто така, имаме и други проблеми кои што ќе ги решиме на глобално ниво, односно на ниво на Република Македонија. Но овој проблем, што го имаат колегите од ТПП Тетово, што се денеска на протест тука, е проблемот што може да го реши општината. Односно, должност и обврска на општината е да исплати додатоци на плата согласно закон, односно согласно општиот колективен договор во јавниот сектор. Ова е протест како еден вид предупредувачки протест. Нареден пат ние ќе идеме пред општина Тетово. Но не сакаме да водиме војна, ние сакаме мирно решавање на проблемите. Последниот период зачестија случаите на семејно насилство на гостиварското подрачје. Стручните лица сметаат дека пандемијата донесе поголеми ризици за појава на насилство во домот и подлекуваат дека е неопходно да се донесе сеопфатен закон за заштита на жртвите. Маж ги нападнал сопругата и детето, лице се однесувало агресивно кон својата партнерка. Во гостиварската полиција изминатиот период зачестија ваквите пријави кои укажуваат на семејно насилство. Не изостанаа и од билтенот во последните 48 часа, каде се регистрирани 2 случаи. Во едниот, освен физички напад, пријавена е и облјуба. Стручните лица подвлекуваат дека пандемијата го направи своето, кај поголемиот дел од граѓаните расте стресот, излегуваат на површина недоразбирањата и тоа може негативно да влијае врз однесувањето на поединци. Отворено да се зборува за оваа појава и случаите да се пријавуваат, советуваат тие. Тоа што реков е зголем случај на семејно насилство, особено во моментот кога имавме локдаун од целата држава, значи сите семејства се внатре и нашиот вкупен менталитет, значи кога зборуваме за семејно насилство, си сметаме дека е тоа приватна работа која се случуваат зад вратите на секое семејство, но не е тоа така. Она за што институциите треба итно да се заложат е донесување на сеопфатен закон за заштита на жртвите од семејно насилство, нагласува Муслиу. По ургентно што може да направат, Македонија во 2018 година потпиша Истанбулската конвенција и потоа се случија овие избори и седа така. Значи, тоа што е ургентно сега, одма мора да се донесе севкупен и севпатен закон за заштита на насилство во жените и децата. И тоа мислам дека треба сега одма ургентно да се донесе и да се применат сите мерки и заштити на оваа категорија на општеството. Податоците кои се однесуваат на државно ниво покажуваат дека семејното насилство во првите 6 месеци од годинава пораснало за околу 7,5% споредено со истиот период лани. Регистрирани биле вкупно 824 случаи, во кои жртви биле 611 жени, 140 мажи и 73 деца. 1022 активни случаи на COVID-19 се регистрирани во Тетово и 5 околни општини, од кои 36 се на болничко лекување. Од кризниот штаб при општина Тетово за борба и справување со COVID-19 информираат за епидемиолошката состојба во изминатите 7 дена. Во Тетово и 5 околни општини бројката на ковид диагностицирани пациенти од почетокот на пандемијата до денес достигна 4600. Од оваа бројка досега оздравеле 3313 лица, а 171 починале, со што бројот на активни случаи е 1022.
Во моментов во Тетовската болница се хоспитализирани 36 лица. Од кризниот штаб оценуваат дека епидемиолошката состојба бележи значителна стабилизација. Во клиничката болница во Тетово на оделот за инфектологија има вкупно 36 пациенти на кислородна поддршка и тие се претежно со умерена клиничка слика. Исто така Министерството за здравство не информира дека ќе обезбеди средства за финансиска поддршка за целиот медицински персонал во клиничкиот центар во Тетово, кој неуморно и посветено досега даваа се од себе во битката против COVID-19. Во споредба со изминатите 4 недели, епидемиолошката состојба бележи значителна стабилизација во однос на здравствениот третман на граѓаните, кои во помал број бараат третман и здравствена заштита во клиничкиот центар во Тетово, велат од Тетовскиот кризен штаб. Во воспитно-образовните установи во општина Тетово има вкупно 21 активен случај на COVID-19. Во детските градинки има 5 активни случаи и 2 групи во изолација. Во основните училишта има 8 позитивни наставници и 3 паралелки во изолација. Во средните училишта има 8 позитивни наставници со COVID-19. Од кризниот штаб и денес апелираа граѓаните да бидат максимално одговорни и да ги почитуваат мерките за заштита. И овој пат ги повикуваме граѓаните да ги почитуваат заштитните мерки и протоколи со цел да се регистрира намален број на нови случаи со COVID-19, што ќе овозможи до одреден степен нормализирање на секојдневниот живот со што помалку ограничувања. Како и досега, апелираме до граѓаните да останат максимално одговорни и посветени на почитување на мерките за заштита и протоколите. Не очекуваат уште неколку месеци каде нашето однесување и дисциплина ќе бидат клучни во борбата против глобалната пандемија на COVID-19, велат од Тетовскиот кризен штаб. Председателот на владата Зоран Заев ги соопшти 10 најважни области на кои ќе се фокусира владата во 2021 година. Во однос на борбата со COVID-19, Заев ја најави набавката на вакцината, чија дистрибуција преку ковакс системот се очекува на почетокот на следната година. Имаме уплата за 833.000 вакцини за популација од околу 400.000 граѓани за вакцина и ревакцинација во рамките на ковакс механизмот. Согласно планот за дистрибуција, вакцините се очекуваат во првите месеци од 2021 година. Покрај овој механизам, започнуваме преговори и за директна набавка од компаниите кои ги произведуваат вакцините. Предвиден и трет механизам преку Европската Унија, која е во постапка за набавка на 200 милиони вакцини за земјите членки и за уште дополнителни 100 милиони дози за земјите од Европа надвор од Унијата. Ние аплициравме за дополнителни 800.000 дози од овие 100 милиони. Се подготвуваме и набавуваме фрижидери за секој тип вакцини и за сите температури. Ова е така бидејќи ќе има повеќе достапни вакцини кои сигурно ќе ги користиме, а се складираат на различни температури. Порачувам до секој наш граѓанин и во 2021 година да се продолжи комплетно државната економска помош за сите кои се соочуваат со штети како резултат на пандемијата. Државата е во добра финансиска кондиција и ќе биде тука за секого. Впрочем, така е развиен буџетот кој што синоќа македонскиот парламент го усвои. Утре во периодот од 6 часот и 30 минути до 15 часот ќе се воведе посебен сообраќаен режим на улиците кои водат кон шарената џамија и комплексот Арабати Баба Теќе во Тетово. Причината е доаѓањето на висока делегација од Република Турција. Секторот за внатрешни работи Тетово ги известува граѓаните на Тетово и Тетовско дека утре на 22 декември во периодот од 6 часот и 30 минути до 15 часот ќе воведе посебен сообраќаен режим на улиците кои водат кон шарена џамија и комплексот Арабати Баба Теќе во Тетово, а поради доаѓање и престојна висока делегација од Република Турција. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните да имаат разбирање за изменетиот сообраќаен режим и доследно да ги почитуваат наредбите на полициските службеници, но и да не ги паркираат своите возила и непотребно да не се задржуваат на овие улици во периодот за кој станува збор. Секторот за внатрешни работи
квантитет во секое непочитување на овие апели и укажувања, законски ќе го санкционира со изготвување на соодветни поднесоци. Приведени двајца гостиварци, чии угостителски објекти биле отворени по дозволеното време. Запленети близу 30.000 парчиња пиротехнички средства. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера во 14 часот и 30 минути во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 46 и 20 годишник, двајцата од Тетово, затоа што биле затекнати како продаваат пиротехнички средства. Кај нив биле пронајдени и одземени околу 300 парчиња разновиден пиротехнички материјал. Двајцата биле приведени во полициска станица и по документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена пријава по член 8 од Законот за заштита од експлозивни материи. Запленети биле и близу 30.000 парчиња пиротехнички средства вчера вечер околу 17 часот и 30 минути од страна на полициски службеници во објект на улица Илинденска, собственост на 41 годишник од Мала Речица. Пронајдени му се и одземени 27.594 парчиња разни пиротехнички средства. Лицето е лишено од слобода за понатамошна постапка и против него ќе следува соодветен поднесок. Во текот на изминатото деноноќе за неносење заштитни маски на вкупно 70 лица, 32 од Тетово и 38 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-гостиварското подрачје на 54 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 611 лица од Тетово и 421 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер околу 19 часот и 15 минути на улица Илинденска во Гостивар, полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 50 годишен гостиварец, чиј угостителски објект бил отворен и во него престојувале неколку лица. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок поради сомнение дека сторил кривично дело непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Објектот бил затворен од државниот пазарен инспекторат. Вчера вечер околу 22 часот полициски службеници лишиле од слобода 62 годишен гостиварец затоа што неговиот објект сладкарница на улица Илинденска во Гостивар работел по дозволеното време и во него се наоѓале неколку лица. Се расчистува случајот и против него ќе следува поднесок по член 206 од Кривичниот законник поради сомнение дека сторил кривично дело непостапување според здравствени прописи за време на епидемија и неговиот објект бил затворен од државниот пазарен инспекторат. 47 годишен гостиварец пак ноќеска половина час по полноќ пријавил дека околу 20 часот и 30 минути пред семејната куќа на улица Боге Велјановски во Гостивар физички бил нападнат од 5 лица, меѓу кои негови роднини. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Останете со нашата програма, следува спортскиот преглед. Пријатно!